Почитуван председател на комисијата, почитувани колеги пратеници од опозицијата, односно од ВМРО ДПМН, и најпрвен сакам да го поздравам вице-премиерот на Република Македонија, кој што само виртуелно е тука, господинот Никола Димитров. И од овдека, од оваа говорница, сакам да кажам дека ова е навреда за македонскиот народ. Ова е срамно и ова е за осуда. Да дискутираме за македонскиот јазик, за националните теми, за идентитетот, за Гоце Делчев, за македонштината, а тие да не се тука. Тие доаѓаат, почитувани граѓани, односно колегите од Социјалдемократскиот сојуз и од оваа мнозинство кои што го имаат во парламентот на Република Македонија, само кога треба да се легализира некој криминал, кога треба да поминат некоја одлука која што са нивни личен интерес, а никако за интерес и интересите на граѓаните на Република Македонија. Од овдека, од оваа говорница, јавно ги прашувам. Кој им дал право на Зоран Заев, на Никола Димитров? Кој им дал мандат да преговараат за името, за идентитетот, за јазикот? Кој им дал право да преговараат за Гоце Делчев? Па нели знаат дека Гоце е Македонија? За Гоце не треба да преговараат. Од овдека, од оваа говорница, посебно сум емотивно поврзан, бидејќи за ова прашање, бидејќи сум роден во село Ваташа. Селото кој што во 1943 година, летото на 16 јуни, беше завиено во црно. Тогаш беа убиени 12 ваташки деца, 12 млади роса, 12 деца кои што ги згаснаа нивните животни од гнасната рака на бугарскиот фашистички окупатор, на тогашниот бугарски фашистички окупатор. Емотивно сум поврзан затоа што сум растен таму и ја знам маката, ја знам кога ја пееме, како ние кога ја пееме песната "Ми заплакало селото Ваташа". Почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани, треба овдека да дојдат и да разговараме за една единствена точка, а тоа е утврдување на национален став за македонските евроинтеграции. Наспроти позициите на официјална Софија, засновани на објаснувачкиот меморандум, усвоен од страна на Бугарија, кои што реално представуваат закана за блокада на евроинтеграциите и нарушување на универзалното право за самоопределување. И сега тие ќе не обвинуваат дека ние од ВМРО ДПМН не биле против евроинтеграциите и против НАТО. Не, од овдека јавно гласно говорам. Во мојата политичка партија, уште во 90-тите години, уште од основањето, во првиот статут, во првиот дел од статутот пишува: ВМРО ДПМН ќе се залага за внес на Македонија, на Република Македонија во Европската Унија и влез во семејството на НАТО. Јас како пратеник кој што доаѓам од Тиквешијата, никогаш, верувајте, никогаш нема да поддржам процес каде што ќе бидеме скршени, каде што ќе бидеме без македонски јазик, каде што ќе бидеме без идентитет. Тоа од мене како пратеник никогаш нема да го почувствувате и таа страмна одлука нема никогаш да ја донесам. Уште еднаш ги повикувам и Зоран Заев, и Никола Димитров, и цела таа свита од Социјалдемократскиот сојуз, нека дојдат во село Ваташа, во Дабник, во Прилеп пред могилата на победените и нека кажат од кого се убиени тие 12 деца и за кого паднаа тие жртви. Ви благодарам.